Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Некој голем човек одавна рекол одлично е во светот владее голем неред, и ако размислите на вистина е така, владее неред кади да се свртите. Позитивнината страна на приказната е тоа што за овој четврток се најавени преговори меѓу Украина и Русија, помалку скромно од украинска и од руска страна, со многу недоумици, меѓутоа американците се убедени дека сепак нешто од ова може да излезе, да се надеваме дека конечно ќе дојде до некаков одговор, иако околностите се такви што не може да има некаков оптимизам, но така е како што е. Кај нас се случуваат многу интересни работи. Порнешниот амбасадор, порнешниот министер, професорот Љубомир Фрчковски доби или ќе добие кривична пријава за злоупотреба на финансиски средства, додека бил амбасадор во Њујорк. Тој вели дека се разбира обвинението е неосновано, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Оној несреќен Васил Јованов доби 12 години затвор за прегазувањето со смртни просеници на последици на Фросина Кулакова. Семејството не е воопшто задоволно, за утре најавија и протест. Велат дека 12 години е малку, велат дека има и некои други работи кои што не се баш јасни во целата работа. Јас не сум судија да оценувам дали 12 години е многу или малку или таман. Тоа е драстична казна, меѓутоа не знам како ќе живее со својата совест ова момче кога излезе од затвор. Фактите велат дека Арвен Таравари со неговото крило од Алијанса на албанците дефинитивно излегува од владата и ќе им посвети малку повеќе време на Таравари, на неговата партија, на комбинаториките во власта, што по неговото излегување, од проста причина што со мене во ова студио е човек кој што во неколку наврати токму од ова место успева да ги предвиди однапред сите постапки, сите следни чекори што ќе дојдат на ред со огромна прецизност и кој со своите анализи едноставно самиот се избори место и висока репутација на јавната сцена. Се разбира, зборувам со Љузин Фаризи. Добра вечер. Добар вечер. Ви благодарам многу за поканата. Секогаш ми е чест да бидам во вашата емисија, а особено во вашата телевизија која ми е најомилената, бидејќи од тука сум ја почнал кариерата. Така е. Благодарам Фаризи за убавите зборови. Веднаш да влеземе со ова што сите го очекува. Вие кажавте одамна што ќе се случи, а пред еден месец овдека точно речиси фактографски ги кажавте сите следни чекори кои што ќе се случат. Навистина така излезе. Таравари ја напушта владата, се очекува она последно збогум или сиктар кафе, нека го нарекуваат, меѓу него и премиерот Христијан Мицкоски. Но ајде да почнеме од позадината на сите работи. Некој велат дека сето ова што Таравари го прави, бидејќи нема видлива и здрава логика да заминете од влада во ситуација кога сте министер, кога имате добра позиција тамо, се разбира, никој не го прави тоа туку така. Мора да има некоја длабока причина. Онаа длабока причина, се разбира, ја бараме некаде во позадината, тамо каде што не се гледа убаво, меѓутоа затоа вие сте тука. Некои спомнуваат тајни служби, морам да признам, на соседни земји кои што му помогнале во наводници да ја направи оваа операција. Други спомнуваат некои скандали поради кои тој едноставно не можел веќе да опстане во владата. А ако ги слушате неговите до неодамнешни сопартици од Вреди, коалицијата Вреди или Влен, велите, тој им се продал на дуј. Вие кажавте многу работи, може да бидат сите вистини, а може и плюс од тоа да има и други работи што ние или ги слушаме помеѓу луѓето што кажуваат односно блиските соработници до него или партиските членови негови, но едно е дека ние што сме го кажело во континуитет, особено во вашата телевизија, а неодамна и во вашата емисија, пред еден месец, како го кажете, се значи тоа веќе е реалност. Но многу е важно
да знаеме од каде почнало сето ова, за да стигнеме во оваа ситуација. Првин, да не забораваме дека Арбен Таравари секогаш се повикува дека е во идеологијата на Арбен Џафери, односно на бившата ДПА, и секогаш го обвинува Мендутачи дека е тој што ја девалвира таа идеја на Арбен Џафери. Но, гледајќи од денешен аспект, се покажува дека тоа му било само политички трик, фоскула, за да може само да придобива гласови, за да може тие да ги материализира за сопствени потреби, односно за политичка кариера. Но со лаги можеш да постигнеш до некаде, но не секогаш до секаде кај што сакаш ти. Така што, знаеш што е најчудно? Најчудно е тоа што владата е предводена од страна на премиерот, односно од страна на Христијан Мицковски. Моментално. Имајќи од предвид сите министри у владата, Министерството за здравство, според мене, но и според сите граѓани во државата, е најважното министерство. За две работи. Првине, дека е министерство кој има највеќе буџет у државата, скоро милиарда евра, над 900 милиони евра, има најдобра можна позиција да им се помогне на луѓето, односно на тие што се нормално на сите граѓани е во услуга, но особено на тие што имат потреба од здравствени услуги. А тоа сме впрочем сите, ако сме реални. Кога? Некој порано, некој подоцна, тоа нема бега. И тој на него му е даден најважното позиција што може да го има некој во својот живот. Има две општини, беше во коалицијата Авлен, во коалицијата предводена на влада која од тоа што наследи држава банкротирана буквално, со институции буквално тотално растурани. Кај не заборавам дека таму во ИСТ се играше и фудбал, па да не, а замислете тоа што го гледавме во телевизија, замислете не секој граѓан има пристап до сите институции. Мојата можда професијата ми овозможила за да можам да имам пристап во сите институции, делумно на некои институции, и знам што имат направено, буквално го имат уништено, како да е не наша институција на држава, туку на еден противник, односно некој голем непријател, како сакаме да ги уништиме. Така се однесувале, се со цел да ги уништуваат истите. Така што има две општини, бидејќи тој градоначалникот на Врапчиште исто како него преминуваат еднаш лево, еднаш десно, еднаш во влада, еднаш во опозиција, па се разделува, па пак се врати у партијата, така што тие се снашило двајцата сега буквално. Некој употреби флоскула, Арбен Таравари е предвидливо непредвидлив. Да, е најтешки. Јас сегаш во сите дебати сум кажал дека е најтешки за да се анализира беше Зоран Заев, бидејќи човекот ги менјаше ставовите 3 пати за ден, дневно. На Арбен Таравари може 100 пати, дури Арбен Таравари вчера даше изјава од тој Арбен Таравари пред една недела што изјавуваше, односно буквално како човекот да е носен од друга планета, како ништо да не бил тука во државата, а пред се тој носи одговорност за позицијата што имаше како министер. Јас мислам дека владата знае што требаше да му направи на вакви политички кариеристи. Јас мислам дека требаше да му стави крај на неславен начин. Јас мислам дека тој после изјавата кога ја дадеше во 360, мислам, денот на пред еден месец кусур во Бајрам беше, нали? Да? Во тие кажуваше во една емисија кај имаше 3 различни ставови. Во една емисија 3 различни представени ставови беше про владата, па во средина, па после против владата, а една од тие изјавите му беше дека 70% од албанците мислат дека влијане во погрешна насока, а во друга страна ја фалеше многу владата, односно ВМРО и лично премиерот Христијан Мицковски. Јас тогаш, ако мислам дека 70% на албанците
Јас не знам од каде му е тоа истражување, но тој најверојатно му го има дадено своите следни партнери во опозиција и во таа можна коалиција, односно ДУИ, дека 70% албанците мислат така. Требаше него да го стават на интерпелација, за тој да даде отчет на своето сработено. Ако мислил дека 70% од албанците дека е погрешна насока, тој значи дека не ги исполнил своите ветувања кои им дал на своите особено гласачи, и мислам дека требаше да се разреши и да беше паметен како разрешен министер за здравство кој не ги исполнеше условите. Што смятате дека Христијан Мицковски требаше да биде по-брутален во целата работа? Да, дури јас мислам дека му остави простор пријателски да замине. Ако возможно пријателски да се замине од влада, меѓутоа еве. Знаете зошто? Пошто два пати го има помогнато. Два пати тој станал градоначалник со гласовите на ВМРО ДПМН во општина Гостивар. Така што интересно е како им враќа. Па дополнително и му даде министерското место за здравство и сега не очекуваше барем од него да се однесува на таков начин, но сепак неговата одлука е лична и не е одлука од страна на партијата. Дали ќе биде одлуката на партијата, тоа ќе се види во иднина. Гледајќи од вчера дека јас ги знам некои луѓе кои беа основачите на Алијанса и дури и лично него го има донесено во партијата, му изгледа против него. Но ајде да влеземе директно во ова прашање, бидејќи секако ќе дојдеше на ред кога веќе сами го спомнувате. Значи, еден од клучните луѓе во партијата вели дека не сака да оди со ДУИ, господин Фетани, така? Потоа добро, тој е министерот. Да, потоа господјата која што е лидер на жените во партијата, така не знам како се викаше точно, исто таа вели дека нема намера да оди со ДУИ. Значи имате повеќе фактори во партијата кои што не се согласуваат со составот на Таравари, меѓутоа главното прашање е дали оние фамозни 5 пратеници што ги има, навистина ќе останат со него или некој од нив ќе речат добро, оваа грешка не ти ја простуваме. Па има ред пратеници внатре кои он ги ставеше под секоја цена во минатите избори, а тоа најверојатно би биле под директива на Али Ахмети. Ова е веќе нешто. Гледајќи кои пратеници го се од неговата страна, се гледат дека тие се или биле во ДУИ како членови или нивните семејства биле во ДУИ. Но ако сте во право, господине Феризи, тоа значи дека оваа игранка меѓу Таравари и господинот Ахмети не е од пред 3 месеци, од пред 5 месеци, туку е од многу претходно, бидејќи изборите беа пред година и нешто. За вие да ги ставите за кандидати и така натаму, требало најмалку уште 3 месеци претходно, ние доаѓаме веќе до една многу по-долга, да речеме, коалиција меѓу Таравари и Ахмети. Во времето кога Таравари јавно јасно викаше Ахмети и ДУИ се криминалци, со нив не се разговара. Тие имале стратегија во секоја коалиција да подметнува по еден тројански конј, така што најверојатно и Арбен Таравари бе тројански конј во вреди внатре, особено и бидејќи беше и од дел од владата. Но јас кога во почетокот ја почнавме емисијата, реков дека Арбен Таравари беше како наследник, речено на Арбер Џафери, пошто тие се бора меѓу Тачи, Зијадин Села и Арбен Таравари се бора кој е оригиналот на идејата на Арбен Џафери. Од гледана денеска точка се може да се утврди и потврди дека ниту едниот од нив не е во неговата политичка платформа, односно на неговиот политички пат, така што на некој начин сите беа блиску до идејата на Али Ахмети кој има вметнено кај албанците по секоја цена да бидеш дел од власта, и тоа е болест која се појави во албанската сцена, односно во албанскиот плурализам, политички плурализам. Јас одма после изборите сум рекол дека на албанците им треба нова политичка партија која ќе биде дел од младината, кој ќе има сосема нова идеологија и програма која ќе има возможи на
албанците, на сите граѓани, бидејќи пред се јас ги гледам политичките партии кои им припаѓа на сите граѓани, бидејќи кога ќе ги земаш парите тамо во власта, односно во позицијата кај си министер, директор или некој друг функционер, не ги земаш под дефолт парите на поетнички, доколку ги земаш парите на сите од страна на буџетот на државата и треба да им служиш на сите граѓани. Но добро, едно Арбен Таравари, замислите, од крал во владата, го има, дајде да биде потрчко на Али Ахмети, тоа јас никогаш не би го размислувал да бидам на такво ниво. Јас често ме прашуваат луѓе и ми кажуваат дека замисли, јас сум политички аналитичар. Ние може да ги смениме ставовите. Јас во континуитет истите ставови ги имам од кога излевам во телевизија, бидејќи јас имам некој пат врз кој основа се движам. Тој е политичар и јас и разликата помеѓу мене и него, дури на странски амбасадор, ми имам кажано дека јас лично немам излезено пред граѓаните за да добијам доверба и да сносам одговорност на тоа што имам ветено. Но јас во политичките настапи, односно во моето мислење, никогаш не сум се тргнал од моите што ги имам стратешки идеи, никогаш. А замисли еден политички лидер кој има ветено на граѓаните, ги менја ставовите лично како и му текна. Тоа е непринципиелното, односно непринципиелната политика и што го води лично не он, но јас мислам дека тој ќе влезе во историјата како политички профитер кој ги гледа само личните интереси, а не на неговите гласачи. Бидејќи, сакам да се надоврзам со вашето прашање, не сите члени во неговата политичка партија ќе одат во опозиција, бидејќи тие да сака да бидат членови на ДУИ, не им треба Арбен Таравари да ги носи во ДУИ, ниту за едни села, па ниту малце ментотација. Тие ќе одеа сами во ДУИ, може ќе постигнат во нивната политичка кариера многу повеќе од кога тука да му служат на тројцата лидери или бивши лидери на ДПА. И се, останува, рековте, многу вака сигнификант, викаат американците и англичаните, рековте дека и помошта од странските служби, можеби некаква уцена и можеби некои стари гревови, исто така играат улога во целава приказна со излегувањето на Таравари, пред се од коалицијата вреди, а потоа нужно, природно и од владата. Се ние можеме да нагаѓаме што тоа всушност се случило, зошто ДУИ, да речеме, го тагирало, а потоа и го држало под контрола Таравари. Тука делумно давате одговор, меѓутоа за да биде некој под контрола, мора да има некој грев, мора да има некоја причина. Чесен човек, вас, вие секогаш легувате принципилно, вас не можат да ве уценуваат, од проста причина со што ќе ве уценуваат. Или мене, со што да не уценуваат? Се уценува, ако има уцена, човек на кој што велат му е валкан еден дел од телото. Значи може нешто сторил или сакал да стори кое што е надвор од можеби законите, можеби од моралот, и сега некој му вика, па ако не го правиш тоа што бараме од тебе, може да излезе ова. Размислуваме, не тврдиме, анализираме. Јас, кога слушнав дека ќе му пропаднал тендерот во закадните гаражи во болницата, јас одма реков дека тој ќе излезе од влада. Тоа е точно. Тендерот, кога требаше да се направат катните гаражи во Мајка Тереза. Албанците, не зборувам за и тука кај нас, но тоа веќе се губи, но албанците во Албанија уште го имаат тоа две принципи врз основа на кои функционират. Тоа е давањето на збор на беса и крвно од маздата. Добро. Така што не може да се играш мајтап со нив. Најверојатно тука е склопката на Арбен Таравари, бидејќи најверојатно има дадено негде дал збор, а после тие не ти простат. Така што во сите можни колоари се зборува дека тоа било пречката. Односно, најверојатно Значи врска нема со политика, со идеологија, со не знам, со туку една одлична природа, некоја. Па да имал политичка идеологија, пример денеска која гледаш реакцијата на ВМРО ДПМН
нека демантира. Кажува дека тој никогаш у влада, никогаш не се залагал за правата на албанците. И тоа вчера што го изјавеше дека тој излегува од влада заради укинување на балансерот, а самиот го потврдуваше тук. Ако памтите во минатото, тој беше најголемиот фајтер против Дуи дека тоа е правилната одлука донесена од влада укинување на балансерот, бидејќи за истото се злоупотребил во постапка за вработување. И второто кажува дека албанскиот јазик, односно укинувањето на албанскиот јазик од Уставниот суд е причина за негово одење у влада. А и за првото беше најголем фајтер. Односно, тој беше тоа што го бранеше ставот на влада дека треба да се укинува, а второто за укинување на албанскиот јазик, се уште не е укинет албанскиот јазик. Чекај, нека се укина, ако се укинува, и јас мислам дека Уставниот суд никогаш не давал односно не извадил ставови, немал тој став дека ќе го укинува целост албанскиот суд. Се знае, се зборува за 2-3 одредби кои се од страна на Венецијанската комисија ставени под лупа буквално, односно да се разгледали се. Но Дујо тоа прави една накарадна приказна дека готово речиси на албанците ќе им биде забранет јазикот. Кога го слушате Бојар Осман или Елија Кмети, вие велите албанците во Македонија готово, тие немаат право да зборуваат. На македонски јазик зборуваат дома и пишуваат само на македонски јазик. Тоа е, значи, лага која многу добро го манипулираат заедно со некои медиуми кои ги имат тие под контрола, а многу помалце ги имаше во последните времиња така наречените политички аналитичари кои буквално се згасна од екранот кога Дуј отиде во опозиција. И ако гледате, ги анализирате како постапува Дуј, пример кога Дуј има помала сила, односно кога владата прави поголем ребус на акции против криминалот и корупција, оние буквално ги снемува од действувањето по медиуми и по екрани, односно само ќе дават некои изјави, односно напишани изјави и толку ги снемува. Кога ќе има турбуленции во вреди внатре, они одма после се силуват. Така што Арбен Таравари се обидува да им даде сила на Дуј, но ние треба да чекаме што ќе се случи во иднината. Владата, според мене, не треба да брза. Уставот им му загарантира дека ако има 61 глас во мнозинство во собранието, може да има и влада. Така што ако владата моментално имат над 73 пратеници, ќе видиме што ќе се случи први внатре во Алијанса и треба да купуваат време до локалните избори, бидејќи многу е интересно таму. Ако се гледа, тие беа 9 политички партии, сега Алијансата, ако оди таму на Арбен Таравари, тогаш ќе имаме 10 политички партии, ќе видиме на кој што ќе му даде. Тоа ќе биде многу интересно. Ќе дојдеме повторно на оваа приказна, меѓутоа загаднавте нешто многу интересно и сакам тука малку повеќе да ни го образложите. Велите дека од почетокот залагате за една нова, дали политичка партија, дали што и да е, веројатно во таа логика политичка партија во која што би излегле нови, сосема нови лица кај албанците, затоа што, ако ве разбирам добро, тоа значи дека овие што сега играат на сцената се повеќе или помалку девалвирани со своето однесување. Меѓутоа тука се поставува едно прашање, секогаш е добра идеја нова партија, нови луѓе. Меѓутоа тие нови луѓе мора да излезат од некаде. А од друга страна да не бидат извалкани од претходните. Значи кога зборуваме за нови луѓе, тоа би требало да бидат нови луѓе. Младина, младина, меѓутоа таа младина, претпоставката е, може да се образовани, меѓутоа сепак политички неискусни, бидејќи до сега ги немало. А ако имале некакви претходни политички конотации, тогаш биле поврзани дали со Дуи, дали со Влен, дали со кој да е. Што значи тоа од старт би било помалку проблематично, затоа што или ќе бидат формално извалкани, или ќе биде кој сте вие за да зборувате воопшто.
Ме разбирате во која насока ме оди проблемот. Не дека ги нема, има еден куп образовани луѓе кои што сигурно сакаат да направат добро. Меѓутоа како да настапат, како да излезат на сцената, некој да рече аха, овие се стварно нови и добри и да им дадеме шанс. Во Македонија тоа е многу тешко. Тоа е тешко бидејќи политичките партии и новите политички партии се обидуваат да ја копираат ДУИ или ДПА. Токму така. Како по навика. Ти не можеш да правиш нова политичка партија ако ги копираш другите. Со национализам, фолклоризам, како да кажам, ти не можеш ДУИ да го победиш. Не може, тие се прваци во тоа. Ниту пак со лажни вести, со манипулации, со дезинформации. Не можеш ни со тоа да ги победиш, пошто тие се фабрика за тоа. Убаво кажав тоа. Тие се фабрика. Тие се мастери на таа работа. Тие се фабрика, значи тие повеќе лажни информации, дезинформации не може да произведува и фабрика да направи со најнова технологија не може толку. Таму има значи такви луѓе дезинформатори што тешко би сонувал некоја друга држава, дури и во САД да ги носи, јас мислам дека ќе ги победат изборите. Добро. Значи така прават дезинформации што не може и разумот на човекот да ги свати. Еве цело време сега кажуваат дека ги лажат своите приврзени дека ќе влеземе во влада. Да, тоа уште трае. Да, вие видите дека само издржате уште малку. Само имаше една теорија. Првата теорија беа дека ќе бидеме во власт. Дека ќе бидеме во септември, октомври, ноември, декември, нова година, па за пред Рамазан, па после за Бајрам, па за другиот Бајрам и сега не у мај, не сега идат на друга карта, бидејќи таа карта веќе е испотрошена, веќе и тие сваќаат дека дезинформациите веќе почна да не им веруваат, односно на граѓаните, односно нивните клиентелисти. Така што пошто клиентелистот сака само чека да биде од власт, другите не чекаат, тие нормалниот граѓанин кој сака да размислува за доброто на државата, не му е под секоја цена да биде дел од власта. Тој најверојатно има своја работа, има своја кариера, така. Да, си очекува и прави критики кон политичката партија или кон владата и се обидува ако може некаде да помогне за да биде подобро за сите. А не да чека вработување или пари без работа. Или порано беше таа фамозното функционирање на ДУИ еден договор. Да имаш еден договор да земаш една плата и по 23 договор. Да, еден договор, по секоја цена еден договор, еден договор, ако може еден договор да ми направиш да земаш плата, но тоа веќе го нема буквално или многу малце го има. Така што мислите дека се промени карактерот на луѓето, се промени политички израсна, зборувам за обичниот граѓанин и веќе не може да им го продавате тоа. Не го прегази времето, сакате да кажете целиот овој концепт. Пример, еве вреди повеќе се атакира, односно им прават атак на тоа дека многу малце вработуваат, пошто овие се навикнале да вработуваат на договор на дело. Па не баре вработување, тоа е единствената и основна причина да функционираш. Да функционираат. Партиски. Тие го возможат, уште го користат ДУИ, бидејќи го имат град Скопје и тоа го прават во град Скопје. Преку Даниел Арсовски. Јас имам некои луѓе што работат по овој јавните предпријатија и ми кажат луѓе што имат 40 години искуство. И кој има, каже, на состаноци, ги гледаме, ние по 40 години што има, не надминалове со договорците, што тоа не узисва и тие, каже, донесуват одлуки, односно дават размислување, кои воопшто не ги гледаме на работа, само идат по кога имат состаноци. Ама на состанок даваат мислење. И затоа ние имаме таква ситуација во градот Скопје, со ѓубрето и така натаму, да не ги спомнам. Што веќе го знаеме, вчера зборувавме детално на таа тема. Ја видов таа емисијата, синоќ што беше со Дејан Митевски на аеродром, да. Пошто ги следам емисиите јас кога имам можност. Е тоа што Алијанса за албанци сака да го копира, односно Арбен Таравали ДУИ и не успеа тоа во влада да го прави. А особено и малите другите политички партии и новите што се појавиле. Јас да се навратим уште еднаш, сакам да кажам дека новите политички партии треба да имат идеологија која под секоја цена ќе биде економијата, социјалата, здравството, образованието и
животната средина, овие се за мене 5 битни сектори За ова потпишувам апсолутно. за која ние треба да се фокусираме, а другите работи што се поврзани со уставот, ние не треба да им даваме многу внимание, бидејќи ние 22 години уште зборуваме за албанскиот јазик, ние 22 години уште зборуваме за вработување и за бројот во администрацијата. И кој поголемо знаме ќе крене, апсолутно. апсолутно. Дека треба да го подигне на повисоко ниво со политика се подразбира начинот на размислување и делување во институциите, бидејќи институциите се пред се на сите граѓани и тие треба да ги чуваме и да ги унапредуваме, но секогаш со квалитет, а не со квантитет. Така. Уште едно прашање поврзано со Таравари и се појави една размисла што според мене има логика. Дали со ова последно излегување од владата, господин Таравари дефинитивно самиот на себе си ќе одреди да, ако продолжи со политика се занимава, достане во вечна опозиција. Зошто го велам ова? Ја напушта владата во оваа констелација, најверојатно се приклучува кон Дуи, иако вели ќе излеземе самостојно, тралала. Утре задутре, теоретски, после не знам колку години, ако Дуи се најде во позиција да преговара за власт. Од тих причини. Знам што сака да кажам. Зошто би го зело Таравари со себе? Па кој му е гаранцијата на? Да, зошто? Тие ќе договараат за себе, што ќе име тој што излегува, влегува како? Мислам сега ова е размислување. Зошто би го зеле? Практично или со ова си потпише човекот дека добро во ред. Сега јас сакам да направим анализа малце, ако ми дозволи малце подолго за да им објасниме и на граѓаните. Повели. Армен Таравари моментално има две општини. Ја има Гостивар и ја има Врапчиште. Кога беше дел од Влен, му ги загарантира овие две општини и му дае уште 2 плюс општини кои се 50-50 можност да се победат, плюс една општина која е можно да се победи. Тоа значи 2 сигурни, плюс 2 полусигурни и една можност. Тоа се 5 општини. Плюс му овозможува да биде дел од наградата Скопје, бидејќи најверојатно во еднина, не најверојатно сигурно во мора да помине ќе победи во град Скопје и со очекувано, да. со знам и со Влен и тој да биде дел и во град Скопје. И сега го имаш и министерството за здравство, е најголемото министерство. Го имаш вице-премиер за добро владење како е тоа министерството. Значи, за мене тоа добро владење министерството многу е важно за мене. Бидејќи пред се граѓаните очекуваат добро владење. За тоа се бореа. Така е, да. така е. И имаше заменик министри, државни секретари и ред други директорски позиции и членови на комисии и на бордови. И сега ти се ова оставаш и одиш кај Ахмети за 2 исто општини, можни, сигурни, и други општини кои му ги има ветоно на магла. Е сега, ајде да карикираме и вака, да му даде Ахмети 10 општини. Добро што не е возможно, ајде. Еве 10 општини нека му даде. По 5 милиони евра да има или по 10 милиони евра секоја општина, пошто толку се општините, 20 милиони евра колку се во Тетово, и мислам дека има повеќе. Тетово нема да му даде и нема шанси ни да го добијат. И да му даде 10 општини по 20 милиони, тие се 200 милиони. Пак неколку министерство за здравство. Така е. Не може да приближно никогаш да. А ти гарантирам дека тие општини кои им го нуди се општини кои имаат буџет максимално 1 милион. Толку. Ни 1 милион нема дали имаат буџет. 200-300 илјади евра може да има буџет. Сега ти оставаш министерство со 1 милиарда, кој може да му овозможиш услови на сите граѓани и да им излезеш. И ако направиш нешто квалитетно, апсолутно да излезеш како и да биде наследно, така и да биде наследно за 100 години, 50 години. Некој да рече овој човек го реши здравството, што е апсолутно еден од круцијалните проблеми на државата. Но ако за мене пример, за мене тој не беше
ни во првиот мандат кога беше прв пат министер беше само 3 месеци, нели? Да. И не ми остави некој голем впечаток. Ова и сега дури во една година буквално немаше ништо, требаше медиумите, односно државната ревизија да утврди дека има инструменти, односно скенери кои се во подрумите и некој не ги употребува, па за да оди после таму да ги гледат тие кај се, нели, отиде по болниците неговиот прв човек Фатмир Меджиди кој беше таму што одеше да се заинтересира за тие пескенери, томографија, што беше тие здравствени машини. Така што но тоа веќе е приказна која што едноставно е завршена. Да, и сега да се чудиш зошто да оставиш влада буквално во пред изборите. Па ние се чудиме веќе со месеци, јас и вие, меѓутоа најверојатно тоа ќе се случи. Целта на Али Ахмети е постигната, да го темнат влада. Сега и да може да каже еве клучниот во неговата трла и сега настапува тој сцена, бидејќи овие не се прашуваат. Ни Арбен Таравари се прашува, пошто Арбен Таравари ако има 3 пратеници, со 3 пратеници, па и 5 да има, не си толку фактор, апсолутно. Не се фактор бидејќи Ахмети има 5-16 колку има. Така што и буквално таму во Европскиот фронт главниот е Ахмети. И не знам дали сте го приметиле во последниот период. Ахмети излезе со Европскиот фронт, нели? Да. И тој беше како поглаворот, нели? Тоа така кажува дека сум поглаворот на муслиманите, не се тој. Што е, нели, многу една сомнителна кованица. И после изборите, кога не беше дел од власта, нели, останал во опозиција, правеше средба со граѓаните, но под капата на Европскиот фронт. Гледате го во последното, тоа во Струга пред 3-4 дена. Добро. Тој отиде како ДУИ, како политичка председател на ДУИ толку. И како политичка партија. Кај излегуваше порано го имаше Европскиот фонд со граѓаните, сега го има ДУИ напред. Тоа значи дека Европскиот фонд го фрламе во вода или? Не, дека ги изгорел веќе тие не постојат. Веќе не постојат. Сега кој ќе им дојдете да преговараме, колку општини, ако му даде пример на Арбен Таравари, овие мислат дека ќе им даде 6 општини сигурни, плюс 2 други општини, тие се 8 општини. Колку ќе му даде на Зијадин Села? На Зијадин Села му имаат ветрено 2 општини, тоа 10 општини и 6 други, бидејќи 16 се албански општини кај може да биде граначалник албанец, 6 ќе ги земе ДУИ. Па тоа не е многу. Карикирам сите да ги земат. Да. Што не мора да значи. Он 6, другите 10. Нема логика, никаква логика нема. Нема логика како Али Ахмети сега од 90% мнозинство во коалицијата да излезе 30%. Апсолутно нема логика во ова и ова покажува наивност кај овие другите. Политички наивен. Или наивен, или фатен. Или фатен. Тоа нема друго. Па повторно се враќаме во круг дека или ова второто што мене ми е по логично, нема да има реконструкција на власта според Замисли да оди до крај. И печатите да му станат на Зијадин Села. Што е сосема можно. И после? И после без партија. Не, партија ќе направи бидејќи има толку членови за да прави, но нема време пошто партијата која ќе прави треба да ја брендираш нејзина. Така. Ти треба време. Треба. Па имајќи предвид дека политичките партии албанците формираат политичка партија 5 до 12, односно 3 месеци пред изборите. Можеме и тоа да го видиме. И дај Боже да го победам ДУИ, така што и јас мислам дека и тој ќе оди на таа комбинација, но да не знае, само треба да знае он дека ВМРО ДПМН не е ни СДСМ, ни Левица, ни е некоја друга политичка партија. ВМРО ДПМН, да не забораваме, и во 2017 го направи градоначалник, и во 2021 година. Значи ја заборава свесно или несвесно моќта на партијата која што досега навистина. А во последните избори да не забораваме дека тој изгуби во Гостивар. Изгуби во Гостивар, во парламентарните избори. На парламентарните, така. На парламентарните избори имаше помалце и тоа во европскиот во вреди имаше помалце гласови отколку што Европскиот фронт. Така што ќе биде многу известно што ќе биде. Јас мислам дека тој не знаете што? Тој не е многу јак.
ни Ахмети, ни Таравари, но проблемот е што во Вреди, односно во Влен, немаат некоја конкретна стратегија за да како да го елиминират политички, не само него, па и другите. Сега, повеќе од јасно е дека нема да има реконструкција на владата во класичен смисол на зборот, меѓутоа јасно е, Таравари напушта владата, ќе мора да има нов министер за здравство, можни се тука некои претумбаци. Ова е многу важно да го кажам во оваа емисија. Владата што треба да прави сега? Не треба да чека како се трансформираше власта во 2024 година. Кој ден јас мислам дека тоа го има направено коректно, за да не кажуваат дека еве им се под секоја цена сага да ги тргне луѓето. Бидејќи многу бавно имаше трансформација од страна на владата, новата со претходната смена на клучните луѓе, директорските места и така натаму. Јас мислам дека од утре, ако денеска веќе тој има одлучено дека ќе излезе од влада. Да. Значи, кога ќе владата во првото заседание, јас мислам дека треба да ги разреши буквално сите луѓе кои се на алијанса, односно што одлучиле да одат со Арбен Таравари. Истиот ден сите да ги разрешува и ќе видиме кога ќе пијат кафе или чај по чајжилниците низ селата и низ населбите. Бидејќи сите на крај на месецот ќе добиват пола плата. Тоа е многу важно, пошто 13-15 и кога ќе бидат со другарчиња тамо од Дуи кои јадат кикирики по чајжилниците, јас мислам дека до изборите нема да издржат и ќе има таму уште друг земјотрес. Многу е важно таму сега. Знаете што? Веќе Вреди се исчистил од луѓето кои прават проблем внатре и сега топката е кај Европскиот фронт, бидејќи таму ќе биде интересно. Не можеш да задоволуваш толку многу на кој што се инветува. Знае зошто? Заев тоа еднаш го направи. Да. И падна на 18 пратеници во минатите избори како политичка партија. Да имаше место за сите. Ти мислиш дека Изет Меджити ќе излегуваше од Дуи? Па тој зошто излезе? Излезе бидејќи таму немаше место за него и неговите истомисленици во таа политичка партија. Кога немал место за Изет Меджити, кој е еден од основачите на Дуи, што останало во другите кои идат таму да им аплаудират на нив. Еве пример, кога Дуи, јас гледам и ги следам овие работи пошто ме интересираат. Пример, кога некој од Дуи ќе објавува некоја слика, пример на Facebook, знаеш дека повеќе лајкови им стават овие за еден села, односно на алијансата за албанците на за еден села, луѓето отколку самите на Дуи прават лајк. Тоа да кажува дека тие сите се потрчковци на Дуи, односно на нивниот лидер. Начинот на действување на Арбен Таравари е лидер одлука тоа што го има и во Дуи, односно дека Ахмети сам одлучува и тие веќе се снашле, ме разбираш, два уедно таму, а и другите помали политички партии кои ги имат печатите од джеп и удират на тие меморандуми што ги потпишуват или кога ќе се кандидират, буквално ги имат во джеп и се кандидират човек партија. Така. Дуи се разбира ужива во целава приказ, нели Ахмети вели, нели супер што излезе Таравари од оваа антиалбанска влада и така натаму, тоа се нивните терминологии. Сега ги очекуваме и другиве, ако останат се клиентелисти. И тука интересно се налепи и СДСМ. Исто така поздравуваат, се разбира, по принципот непријателот на мојот непријател, нели е мој пријател. До сега беше кудена, се разбира, и Таравари и за неспособност и се останато, меѓутоа сега веќе е посакуван, веројатно. Дури негде прочитав дека е можна и средба за брзо време меѓу господинот Филипче и Таравари. Ајде, тоа повеќе или помалку, меѓутоа Филипче си има своји гревови, си има своји проблеми. Ова расправа околу неговата фамозна златна виза за Дубај, која што ја добил како доктор, кој што преговарал за работа и така натаму, жестоки критики во сопствената партија за сето тоа. И во цела оваа комбинација, локалните избори се уште се далеко да размислуваме за нив, меѓутоа какви шанси им давате вака на сите
одделно, условно кажано, на ВМРО, на СДСМ со својата внатрешни проблеми, на ДУИ, на Влен и на Таравари, во која и да е опција, иако неговите опции се јасни, или сам, или со ДУИ. За комбинациите, валјда ме прашаш. Да, се разбира. Нешто, ќе се поврзам само да не заборавам нешто, да кажам, пошто одамна сакав да го кажам во текот на емисијата. Да правиме многу голема разлика помеѓу изборите, локалните избори и парламентарните избори. Има голема разлика. И не треба ние да ги вклопуваме како резултатите на локалните избори да бидат да детерминираат начинот како ќе функционира владата, односно дали ќе има предвидени парламентарни избори. Минатата година, една година, веќе уште пред една година се држа изборите, покажа дека следните политички партии имат мандат да владеат 4 години. Точно. Ако во локалните избори, особено во албанскиот дел, има тектонски промени со ова, карикираме сега, тоа не значи дека треба да идеме на предвремени парламентарни избори. Јас мислам дека сегашната влада, втората сугестија, првата ја дадов преска, дека треба да ги смени одмал сите луѓе кои се истомисленици на Арбен Таравари, бидејќи тие не се слагуваат, тие се слагуваат дека 70% од албанците мислат дека влада иде во погрешна насока за интересите за албанците. Второто, јас мислам дека политичките партии кои се во власт моментално, ВМРО ДПМН, знам и вреди, нормално дека сега ќе ги пополнуваат празните места кои ќе бидат во како министерство, валјда во Арбен Таравари, или ќе прави некоја комбинација да се сменат, нека комбинација да се направи. Може кажуваат дека образование може да се тампа, не знам што ќе се случува. Може исто да биде некој друг член на вреди да биде министер или може и независен да го става, зашто да не е некој професионалец како министер, тоа не им ограничува на политичките партии. За да се договарат дека во следните 3 години до 2029 година нема да има избори парламентарни. Па ќе видиме како ќе се однесуваат внатре Европскиот фронт заедно со Арбен Таравари. Кој е тој ќе следи уште 3 години, ти не можат 3 месеци да останат до опозиција, 3 години да бидат, ти не можат да останат, ќе почнат да имат проблеми внатре во Европскиот фронт, а и внатре во политичките партии. Пошто само и ова да го кажувам на оваа емисија. Замислете на Арбен Таравари да му дават 6 градски места. Овие вреди да го поддржуваат, пример. Скришно, јавно, не знам, и да ги добие 6 општини. И да нема избори 6 години, 3 години. Ти мислиш дека Арбен Таравари ќе седи во опозиција? Па пак ќе се врати од власт. Кој го забранува него? Па добро, се некој треба да му го дозволи тоа, не? За да се врати, да. Да се врати. Но имајќи предвид дека во минатото само влегува, излегува, така овие може го имаме Министерство за здравство, но да се молат утре дента за едно директорско место во некоја болница, така што се е можно. Се е можно. Ајде, уште едно прашање има. И да се поврзам сега со вашето прашање директно. Јас од сегогаш сум имал став дека ДУИ, СДСМ и другите помали политички партии се во редовна комуникација. Само што толку беа раздрмани како политичка партија и многу изгубија СДСМ, не можеа, бидејќи на лепницата ДУИ на нив многу им тежи. Им тежи, тие не сака одма да кажуваат дека се во коалиција со ДУИ. Нивната коалиција никогаш нема да застанува. Како ќе се доближат изборите, така ќе се засилува. Така ќе се засилува, но Филип Ше сега прави една тактика. Не иде директно со Али Ахмети, туку иде со Арбен Таравари првата средба. Иако изјавите му беа нас ни тежеше, Али Ахмети принципиелни грешки. Не им тежи. Апсолутно мислите дека тоа е се само за пред јавност. Ама забрал дека им тежили во џебовите во времето, во минатиот мандат. Така што тие кога ќе дојде време
апсолутно нема да има проблем да се дружат. Ќе почнуваат да се дружат прво со Арбен Таравари, па после Арбен Таравари ќе се дружи со Али Ахмети, па после една средба кафе пиење и на крај ќе се договорат заедно. На крај младите ќе се земат, така? Да, ќе се невестата ќе ги спои сите, пошто кога невестата е добра, сите се спојуваат. Така. Уште едно прашање сосема за крајот на оваа емисија, повторно многу брзо ни поминува времето. Да, ептем многу така што јас многу ги сакам овие емисии затоа што брзо поминуваат, не затоа што мене не ми се седи дека туку затоа што чувствувам дека навистина добро оди тече разговорот. Буер Османи редовно испраќа некакви полувоинствени пораки во ред. Една од последните, ако забележав добро, беше или така ја разбрав јас, дека албанците воопшто не треба да излегуваат на избори, затоа што, нели, премиерот си ги контролира и он одлучува, тој одлучува кој ќе биде во влада, и практично им праќа порака на албанците, вие веќе не треба да излегувате на избори. Мислите дека ова е принципијално е? Не, тој мисли дека албанците постојат од кога дошол Дуи во Македонија и значи последниве 20 и колку 3-4 години. Да, он мисли дека албанците треба да видат сите Дуи. Тој е концептот на една политичка партија која е концепт на социјализмот и на комунизмот. Он мисли дека сите албанци треба да го гласат само Дуи и Дуи после да биде во влада не за интересите на албанците, да работеше за интересите на албанци, имаше инвестиции, немаше албанци да идат да работат во странство, туку ќе работеат тука во нивната држава, како што кажува Ахмети, на нашата татковина, која е во татковината, немаше да идат во диаспора таму да работат како гастарбајтери, туку ќе и да бидат еден дел од нив многу успешни таму во странство, особено во делот на медицината и така натаму, тие ќе делуваат тука, бидејќи нема можности тука да се докажат, тие отидоа во странство. Така што концептот на ваквите како Бујар Османи и слични како него се во обид да ги демотивираат албанците за да гласат за друга политичка партија, односно тие треба да размислуваат дека треба да гласат само за Дуи, дека само со Дуи има перспектива во државата. Па реално да, за неговите членови има перспектива за клиентелистите, се друго што не се исто измисленици треба да идат во странство. Кој ги прашува, нека одат во странство. Да. Прилика тоа е мислите пораката. Па добро, и така народот масовно се сели, така што ова порака е, како да кажам, на таа линија. Па да, па тие имат една цел, значи замислете албанците ќе пишува историјата во иднина. Замислете Дуи да имаше уште еден мандат, тука албанец немаше да постои, да остане и да постои кој немаше да биде истомисленик како нив. Тие што ќе беа во идеологијата против нив, ќе требаше куферите и во странство да силат. Ќе останеа само климачите на глава. Секогаш таа опасност постои, за жал се надевам дека конечно ја надраснуваме сите ние како нација, еве. Знаете што, кај албанците се формира тоа идолот дека Дуи е непобедлив, дека тие се проблематични луѓе, ако не се дел од власта, дека Македонија ќе влезе во војна, дека ќе растурат државата, дека се толку мощни, односно се покажува дека во една нормална држава тие буквално се само треба да бидат слуга на граѓаните. Еве јас пример, мора да му кажам нешто друго на граѓаните, кога ме прашуваат, па дури и странци вака, кажам, еве, ние треба да ја поделиме Македонија до 2001 и после 2001, пошто после 2001 не е иста Македонија, јас си кажувам сега во начинот на квалитетот во државата. Пример, било кој, еве, вам да ве прашам како средна генерација, бидејќи ги памтите веројатно од 91 Отприлика. Да ве прашувам, колку пратеници знаете до 2001 и колку од 2001 наваму? Ти гарантирам дека ти како граѓанин ќе кажеш до 2001 може да ги броиш некои 30 добри пратеници, добри говорници, интелектуалци. Од 2001 можеш да броиш само команданти во собранието, не можеш да изброиш 4-5 пратеници кои ти стале впечаток после 2001 дека се со знаење, со квалитет и така натаму. Исто и за министрите. Пример, пред 2001 се имал министри кои ден денеска можеш да ги памтиш,
а од 2001 наваму не можеш да ги памтиш двајца, Па може да ги памтиш по скандали. Да, по скандали да, но по резултати и Малку градење потешко. на институциите многу малце. Така. Лјузи Фаризи, ти благодарам и за вечерашното гостување, секогаш задоволство што си тука и секогаш задоволство што слушаат твоите анализи. Повторно верувам дека во многу нешто ќе бидеш во право, времето ќе покаже, се разбира, тој е најголемиот судија. Да. Ако човек греши брзо ќе се увиди, а ако е како до сега, тогаш мислам дека им направивме услуга и на нашите гледачи со ова вечерашно твое гостување. Ви благодарам многу за поканата. Воедно сакам да ги поздравам сите наши гледачи кои не следат и вашата емисија цело време и да ги поздравам сите обожуватели, односно луѓе кои ме поздравуваат секој ден. Јас сега ќе бидам во нивна страна и да ја кажувам само вистината. Одлично кажано. Почитувани гледачи, ето тоа беше се за вечер од мене и од Лјузин Фаризи. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Утре во 15 часот нормално е репризното издание. Јас ќе закажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.